сакаме да го изнесеме ставот во јавноста во врска со предстојните председателски избори. Како што е познато, Македонија блокира месеци назад, протестираше против уставните измени, против бришење на се што е македонско. Меѓутоа гледате дека марионетската власт во Скопје и натаму продолжува со своите погубни политики за Македонија. Веднаш да кажам дека ние како Македонија блокира, во кој што членуваат организации од земјата и од диаспората, одлучивме да го повикаме македонскиот народ, сите лојални граѓани на Македонија да не излегуваат на овие председателски избори, бидејќи ние сметаме дека е подобро да се бойкотираат овие избори, без разлика што сме свесни дека овие се без зла и да се бойкотира и да не се бойкотира, не може суштински да се променат работите, меѓутоа кога сме доведени во ситуација од двете зла, да го бираме малото зло, одлучивме да го повикаме народот да не излегува на овие избори, сите наши приврзаници, следбеници, членови да не излегуваат на овие избори. Меѓутоа, оно што сакам посебно да го потенцирам, работите во Македонија може да се донесат на вистински пат само со една стратешка пределба, а тоа е сите ние да работиме, да има нови предвремени избори и тогаш да победи народна власт и таа народна власт да поништи се што оваа марионетска власт го прифати, да се испреше името, идентитетот, историјата, традицијата. Значи ова наше повикување на народот да не излегува на избори е повеќе од тактички причини, а стратешката наша определба е да дојде нова народна власт, само тогаш може се да се поништи и само тогаш може Македонија да се врати на истинскиот колосек. Ние веруваме дека бојкотот ќе успее, македонскиот народ нема да излезе на овие избори, цензус ќе нема доволен, а потоа веруваме дека ќе се предизвика политичка криза, ќе се распишат нови избори и тогаш веќе се оставува на народот. На потек ќе биде народот, доколку смета дека ова треба се да се поништи, треба да ја даде довербата на нова легална власт која што тоа ќе го направи, а ние како Македонија блокира, нашите стратешки предлоги се да се поништи договорот за промена на името со Грција и Македонија да се врати на изворните принципи на Илинден и на Астон. Дали евентуално во вториот круг е можно дека ваш договор со Така се, ние работите во Македонија блокира, не ги гледаме од позиција на гола власт. Кој ќе победи, ние имаме многу повисока цел, нашата цел е Македонија и македонците. Затоа од тој аспект нема никакво пазарење за евентуална подршка на некој од кандидатите, туку ние јасно кажуваме и повикуваме народот да не излезе на овие избори и очекуваме после, како што кажав, да дојде до таа политичка криза, да се распишат нови избори и на тие нови избори да победи власт која што се тоа ќе го поништи.